Подготвени сме да одиме на избори од денеска па натаму, кажа Филипче и остана жив. Се повика на некоја си негова теренска анкета која му покажувала дека дури 65% од граѓаните не биле задоволни од работата на владата. Или како што вели он, двајца од тројца граѓани не биле задоволни од економските политики, од падот на животниот стандард, од тоа што Албанија не претркала на европскиот пат. Кој ја правил? Каде е правена оваа фамозна анкета? Не кажа. Ама мислам дека знам каде била спроведена. Токму така анкетата по се изгледа била направена меѓу новите граѓани на Дубај со македонско потекло. Еве сигурно на двајцата клучни фигури од ова видео не им се допаѓаат политиките на оваа влада. Не за друго, туку затоа што веќе не може да се прават милиони на грбот на граѓаните. Инаку снимкава на која македонскиот лидер на опозицијата како тинејџер срамежливо снима со телефонот од ќошот на салата и му се воодушевува на својот гуру Заев, веројатно е направена на гранде журката на познатиот пеач Харис Џиновиќ во ексклузивниот хотел Хилтон на 25 или 6 октомври. Значи, двајцата македонски новопечени милионери биле заедно во Дубај и не ја пропуштиле ексклузивната прилика да се провеселат на журката на Џиновиќ, која српските медиуми ја нарекоа дернек каков што не се памти. Само ден биле таму откако фон дер Лајен во среде Скопје ни бараше да ги ставиме бугарите во уставот. Не сакам да коментирам работи од мојот приватен живот, ке ни одговори Филипче за снимката, но не слушнав одговор што барал на оваа журка и каква е неговата поврзаност со шпекулациите дека неговиот политички ментор Зоран Заев ги сели бизнисите во Дубај, каде што се шпекулира дека од март идната година наводно планирал и тој да се пресели. За волја на вистината, Заев сега е обичен смртник, против кого, колку што ни е познато на сите, барем засега, не се водат никакви истраги. Според тоа, како слободен граѓанин, без посебни обврски кон истражните органи на својата матична држава, тој може да патува каде што сака и кога сака. Може и сите бизниси да ги носи таму. Тоа што ваквите потези мирисаат на бегство и тоа што во Дубај се крие еден од лидерите на македонските картели, тоа е друга работа или можеби само коинциденција. Но Венко Филипче не е во таква позиција. Тој е председател на СДСМ и пратеник. Колку што знаеме, редовно нели обаува лекарска пракса, според тоа тој по повеќе основи има обврски кон државата и кон својата партија. Па затоа е должен да објасни што барал во Дубај со Заев, на журката како што ја нарекоа дернекот каков што не се памти.